Инспектор од Државниот здравствен инспекторат го испитува случајот за 26-годишната родилка од Делчево која почина на Карил, откако и беше извршен итен царски рез во Штипската клиничка болница. Предмет на разгледување ќе биде целата медицинска документација на родилката. Детално ќе се анализираат извештаите од матичниот лекар во Делчево како и од Штипска гинекологија. Тоа што го направив, што е моја одговорност, денеска лично од Сабајли иницира вонреден инспекцијски здравствен инспекцијски државен санитарен и здравствен инспекторат и кога ќе имаме конкретен извештај, тоа ќе го споделиме веднаш со вас. Првични информации за тоа како дошло до трагедијата од ДСЗИ најавија за утре. Во писмена форма со детали околу немилиот настан денеска информираше и раководството на болницата, од каде изразија сочувство до семејството. На 26 декември од Делчево допатувале со приватно возило. Имала закажано редовен преглед, бидејќи била во 39-та недела. На одделот за гинекологија и акушерство е примено околу 10 часот и 20 минути, но по 10 минути, откако и бил извршен преглед, пациентката колабира со ниска тензија, немирлив пулс и знаци на шок. Веднаш е внесена во операциона сала. Направено е итно породување со царски рез на бебето кое е веднаш транспортирано на детска клиника, а поради голема количина на крв во абдоменот, 4 хирурзи почнуваат операција за спас на пациентката. И покрај дадената крв и крвни деривати и операција, пациентката предоперативно, за време на операцијата и постоперативно е со тешка клиничка слика и хемодинамски нестабилна, се вели во соопштението од клиничка болница Штип. Откако ситуацијата и понатаму почнала да се влошува, конзилиум од анестезиолози, гинеколози и хирурзи околу 16 часот одлучуваат родилката да ја транспортираат на Карил во Скопје. Во текот на вчерашниот ден, интерна комисија за контрола на квалитет и етички прашања при Штипската болница изврши надзор, при што е констатирано дека нема пропусти во третманот на пациентката. Телото е дадено на обдукција, пошто ќе се утврди како дошло до нагло крварење во делот на абдоменот.